И за самиот крај малку да навлеземе во туристичкиот сектор, да позборуваме малку за Македонија, особено за главниот град како туристичка дестинација. Во тоа ќе ни помогне Елвир Садиковиќ, попознат како Вили, кој што е туристички водич, но воедно е и подпредседател на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници. Добро утро, Вили! Добро утро, Искра. Така, сега пред да започнеме, да ти кажам, денес е 20 август. Токму минатата година на 21 август ми имаш гостувано. Така што убаво е, мислам, вака еднаш годишно да направиме пресек на тоа како стоиме на овој план, особено на планот туризмот во главниот град. Дали нештата се менуваат на подобро, полошо или стојат во место, но прво би те запрашала како би ја оценил ова туристичка сезона, која што е летнава, веќе при крај, така? Можеме да кажеме дека е многу плодна и продуктивна. Значи, почнувајќи оваа година со почетокот на туристичката сезона, знаеме дека и повеќе пати тоа јас го изјавив кај вас во вашата телевизија и на другите медиуми. Македонија во минативе 15 години стана многу интересантна дестинација, значи за странските туристи, како дел од тие балкански рути. Така да можеме да кажеме, да се пофалиме дека и оваа година, според некои податоци од Заводот за Републички завод за статистика, значи имаме зголемен број на ноќевања, значи зголемен број на туристи и можеме се пофалиме дека навистина оваа година ќе биде успешна и се надеваме дека и следната година ќе биде навистина успешна. Меѓутоа, како и секогаш, еве и денеска, убаво кажавте, минатата година, скоро на истиот датум, значи ја гостував кај вас покрај сите тие овие позитивни работи и зголемен број на туристи кои што ги имаме во нашава држава, ние се уште се соочуваме со некои основни елементарни проблеми кои што ги имаме во градот Скопје. Да, се сеќавам дека при минатите гостувања имаш споменато дека од некои места дури се срамиш. Да, можеме да кажеме дека навистина се срамиме, а не би требало да се срамиме, Искра, бидејќи Скопје е прекрасен, убав град. Еве и нашите сограѓани знаат, град кој што има богата култура, богата историја, богато културно-историско наследство, значи прекрасни објекти кои што датираат, значи од различни временски периоди. Имаме централното градско подрачје, значи ги имаме сите тие содржини во централното градско подрачје. Навистина, ако се споредиме, еве јас можам да кажам, бидејќи исто така сум дел од тие балкански тури, обично како пратител или туристички придружник веќе подолг период патувам, значи со странски групи низ Балканов. Впечатокот кој што странските гости на крајот по посета на сите тие градови, можам да кажам, како дел од таа бивша Југословенска федерација, доаѓаат до заклучок дека Скопје е најубав град. Дека Скопје апсолутно тоа го велам значи можам да кажам целосна сигурност. Некогаш па дури ќе снимаме некои клипови каде што самите туристи изјавуваат дека се зачудени прво од убавината на градот Скопје, централното градско подрачје, а поготово можам да кажам во случајот од стариот дел на градот Скопје, односно старата Скопска или Турска чаршија, кој што навистина се воодушевени. Меѓутоа, проблемот е во тоа што значи се уште имаме тие проблеми кои што превладуваат веќе подолг период. Скопје е навистина нечисто. Тоа сакам да кажам. Списокот на проблеми е голем. Да се почнеме поред со чистотата, хигиената. Можам да кажам, порано, сигурно се сеќаваш, Искра, имаше еден слоган: Скопје никогаш не изгледало подобро. Кога најавувале некој фестивал или некој концерт. Меѓутоа, јас како туристички работник можам да констатирам дека Скопје никогаш не изгледало полошо. Значи, Скопје се наоѓа во катастрофална состојба. Сега можеби ќе звучи многу драматично, кој ќе го кажам, меѓутоа сите сме очевидци и нашите сограѓани. Централното градско подрачје е нечисто, прљаво, коритото Вардар значи полно со секакви предмети, значи дрвја, стебла, столици пластични. Ние замислете, поминуваме покрај мостот на цивилизација. Тоа е потегот од стариот дел на градот, значи преку археолошкиот музеј, објаснувајќи го камениот мост како еден од највпечатливите
можам да кажам примерот си на отоманската архитектура на Балканот кој што се наоѓа во Скопје, кој што е главен символ, ние гледаме значи ѓубришта, гледаме расфрлени предмети, скршени столици во коритото на Вардарот, значи Вардар реката под камениот мост, гледаме стебја, гледаме нечистоти, навистина е една многу грда слика кој што не остава, значи некој убав печаток. Меѓутоа ние како туристички водичи секогаш мораме да ги анимираме луѓето, па дури да кажуваме некои работи, да камуфлираме, да направиме на камуфлажа кој што навистина некогаш не поминува. Но вили доказ дека се може ако се сака е расчистувањето на калето. Да. Паметам тогаш гледачите памета дека ни донесе и слики, фотографии, гледавме обраснато кале, па дури и страф имавте од змии. Точно. Тоа барем веќе е отстрането, елиминирано, така? Точно. Една светла точка, можам да кажам во Скопје, која е направена од градоначалникот на Кисела вода, господин Торце Георгиевски. Иако не е негова работа, така? Иако не е, еве јас јавно како потпредседател на Македонската асоција, меѓутоа и како туристички работник, му се заблагодарувам и јавно пофалба до градоначалникот на Кисела вода, кој што со своја механизација, кој што се своји работници од општината, значи Кисела вода дојде и го исчисти калето. Конечно, значи калето си го доби своето лице, навистина да можеме ние со странските туристи да прошетаме, да ги представиме убавините, да ја представиме историјата на Кале, кој што е многу значи долга и многу богата, а навистина за да можат и самите луѓе при самата прошетка да се чувствуваат безбедно. Тоа е една единствена светла точка. Меѓутоа, за жал, искра за жал, јас тоа повеќе пати го кажам, црквата Свети Спас околу, значи црквата, хортикултурно редување, катастрофално ништо не се одржува. Светлата наводно беа сменети, не се сменети. Зашто го велам тоа? Затоа што ние поминуваме секојдневно сме тамо со туристички групи, затоа што нашите туристички разреди на град Скопје почнуваат од Калето преку џамијата Мустафа Пашината џамија, црквата Свети Спас, значи се упатуваме кон чаршијата и плоштадот Филип II, па се до плоштад Македонија, односно до старата железничка станица. Значи, навистина катастрофална состојба. Покрај осветлувањето, оваа тура што ја споменуваш, сите знаеме дека е преполна и со питачи. Питачи, значи имаме повторно ние упативме апел, значи до Министерството за внатрешни работи, централното градско подречје за поседнато од некои естрадни уметници, односно музичари, ќе кажам, во наводници, да, секако мора тоа да го кажеме, кој што го запоседна стариот камен мост, централното градско подречје, значи повеќе пати се обративме и писмено до министерот да внатрешни работи. Апсолутно, видете, Искра, ова е срам за градот Скопје. Значи вие не можете некому да дозволите. Еве појдете во центарот на Приштина, во центарот на Сараево, во центарот на Београд, да сакам да подалеку од Скопје, видете дали некој ќе го нарушува јавниот ред и мир. Значи, на камениот мост ние имаме дечиња кои што се со тарабуки, кои што 24 сата лупат, значи некоја музика која што не е својствена, можеме да кажем прво за нас. Второ, таква е една атмосфера создават што ние сме принудени со туристичките групи да поминеме спроти, значи преку мостот на цивилизација, за да избегнеме таа врева. Значи имаме таков една комбинација на какафонија, можам да кажам, на централното градско подречје, односно на плоштадот, што ние како туристички работници не можеме да си ги извршуваме нашата дејност во смисла да извршиме туристички разред на град Скопје. Значи повеќе пати сме се обративме, меѓутоа за жал еве се уште еве и вчера добив информации дека се дивее, можам да кажам, на камениот мост. Еве, од кај вас директно, еве, нека слушнат и гледачите, јас ќе се упатам повторно во полициската станица Беко, за повторно да пријавиме овие луѓе да се остранат, значи, затоа што прават една многу лоша гледка за градот Скопје и навистина туристите ни се подсмевнуваат. Значи имам повеќе клипови кај што се игра, замислете, тоа е веќе како панаѓур се направи стариот скопски, значи стариот камени мост, да, кој што е, верувајте, по заштита на државата, а и културно историски споменик кој што треба да се кон него да се има, значи со должна почит и внимание да го чуваме тој културно историски споменик, меѓутоа за жал ситуацијата е таа. Вили, колку вие како асоциација сте задоволни од тоа што туризмот доби своје министерство
И каква ви е соработката? Стварувате ли средби? Конечно, Ви значи го слушаат ли гласот? секако. Конечно можеме да кажеме од самото наше формирање од 2019 година Македонската асоциација тогаш во преговорите и во барањето упатени до Министерство за економија, бидејќи имаше сектор за туризам, тогаш и ние како асоциација побаравме да се создаде едно министерство кој ќе биде стриктно за туризам. Конечно, после 5 години можам да кажам и повеќе со формирањето на новата влада, значи думна можам да кажам позитивни ветришта и се создаде Министерство за култура и туризам на наше огромно задоволство. Секако дека требаше време да се екипира тоа Министерство за култура и туризам, тука и господинот министер, значи Љутков, со кој што ние остваривме средба. Значи имаме добра соработка, нормално дека треба време за да се решат сите проблеми. Ние имавме исто така средба, да кажам, јавно, бидејќи Македонскава асоциација во минативе неколку години, значи се наметна како релевантен фактор во преговорите со владата, а и со институциите за решавање на нашиот долгогодишен проблем, значи решавање на нашата туристичка дејност, односно нашата дејност на туристички водичи, а тоа вклучува пензиско, здравствено осигурување, издавање на легитимации, лиценции и така натаму, за да не ви одземам време во опшено елаборирање на нашите проблеми. Значи имаме прекрасна соработка, веќе комуницираме, секако дека треба време, меѓутоа гледаме дека има разбирање и се надеваме дека во 2026 година поголемиот дел од нашите барања, кои што се реални за решавање на нашата дејност и за подобрување на нашата професија, конечно ќе бидат решени. Меѓу другото, да споменем уште некоја светла точка, мислам дека за толку само ќе имаме крај, е македонското село, повторното отварање на македонското етно село. Дали тоа влезе во вашата маршрута? Секако тоа ни фалеше, Знам дека ти си среќен со тоа. Апсолутно сите сме среќни, искра затоа што како реагираат? Одлично реагираат. Можеме да кажеме дека стварно македонското село кога беше и направено и замислено како една целина, како една туристичка атракција, стварно беше многу добре прифатено од странските гости, меѓутоа и од нашиве домашни гости, беше едно место кај што навистина човек може да се осети малце да се врати низ времето. Значи сите тие куќи, знаеме, во различни стилови направени во различни делови, од различни делови на нашата држава Македонија, која што е богата со, можем да кажам, разновидна архитектура и архитектонски стил на тие куќи кои што датираат, значи од средновековниот период и други периоди, можам да кажам дека привлече многу големо внимание. Навистина на наше, можам да кажам, сите огромно задоволство се отвори. Значи повторно, нужно беше отварање, бидејќи во оваа една ситуација каде што Скопје веќе нема што да понуди, покрај сите, покрај тоа што централното градско подрачје е секогаш посетено, водно, жичарата, знаеме, кањон Матка, кањонот Матка исто така е во лоша состојба, ќе треба исто така многу напор и труд да се реши таа ситуација, меѓутоа македонското етно село е навистина една светла точка кој што привлекува многу големо внимание. Туристите го прифатија со, можам да кажам, со големо задоволство и секако дека дел од нашиот разред, дел од нашите програми, така да секогаш кога можеме со странските туристи и навистина нивните впечатоци стварно се воодушевени од таа убавина и стварно можам да кажам дека имаме што да понудиме, меѓутоа за сето тоа искра треба, значи, континуирано одржување. Како и градот Скопје, значи, еве јас ќе опитам уште еднаш апел до градските власти. Значи, хортикултурното уредување, жардонерите, зеленилата, зелените појаси, осветлување, фонтаните, значи, конечно да седнат... Проблемот со уличните кучиња, тој не го споменавме. Апсолутно, проблемот со кучињата, со питачите, дивите таксисти, туристички водичи, дивите туристички водичи, апсолутно, за кои што веќе ние повеќе пати укажавме, ете и Министерството знае, ќе преземат мерки во идниот период, значи треба да се санкционираат и странски туристички водичи кои што искривуваат нашата историја. Значи ние имаме присуство на грчки, бугарски и останати водичи на територија на град Скопје. А при тоа не знаеме какви факти воопшто споделуваат. Ние знаеме искра дека сосема други факти кажуваат и искривуваат нашата историја. Генерално сакам да кажам дека градските власти треба малце да водат сметка.
Ако сакаме да имаме поголем прилив на странски Од кој гости, што сите ќе имаме корист. апсолутно ќе биде од бенефит. Се Вили, надевам дека Многу ти благодарам Се надевам дека во идниот период твоето ете ќе не слушна, да. Како туристички водич 24 часа ти е малку тебе за да Секако, изнесеш, да пренесеш се. Јас секако. само се надевам дека до година, околу 20 август, кога ќе ми гостуваш, дека многу од овие проблеми ќе бидат веќе решени. Меѓу другото и вашиот стар план за заживување на старите скопски мала. И тоа исто така. Тоа е многу не се заборави убаво тоа, да не се заборави. Се надевам дека и градските власти, можеби новото раководство во иднина, а и Министерство ќе ги заживеат тие мала, кои што навистина може да представуваат стварно една убава средина, кој што може да привлече многу туристи. Многу малце се работи на тоа. Да не ги освежат сеќевањата, така, да не вратат во друго да не вратат. Се надевам дека ќе биде дел од проектот на некое, на Министерството за култура и туризам, за да се заживеат тие мала во тоа едно старо издание, повторно, и сметам дека ќе привлече голем број на туристи. Да видиме во иднина што ќе се случи. Ти благодарам многу, Вили.